Добро вечер на сите. Почитуван председателе Заев, сега веќе со прогласувањето на Димитар Ковачевски, благодарам за досегашниот придонес во Социјалдемократскиот сојуз и за сето она што го доживеавме во сите изминати периоди заедно и секако ќе продолжиме понатаму да работиме во континуитетот на добрите политики. Честитки за Димитар Ковачевски, новиот председател на Социјалдемократскиот сојуз и секако на мојот другар Јован Деспотовски, со кој што во изминативе неколку денови делевме една иста идеја. Делевме идеја за обединување, делевме идеја за победничко СДСМ, делевме идеја за обединето Социјалдемократски сојуз. Делевме идеи кои што може да не направат многу посилни, може да не направат многу посамокритични и може да не направат многу поуспешни, не само пред нашите членови, пред нашите симпатизери, туку и пред граѓаните. И тоа очекувам да продолжиме да го градиме како наша заедничка вредност, заедно со сите социјалдемократи, кои што денеска излегоа да го дадат гласот за нас и за нашите програми. Очекував поголема излезност на внатрепартиските избори, но и тоа е еден дополнителен предизвик за партијата, секако за сите нас заедно, да помогнеме сето она што не сме го направиле во изминатиот период, да го направиме многу подобро, многу посложно и да ги услушаме сите позитивни и негативни критики во изминатиот период. Обединети заедно со концептот 28 ќе го врати Социјалдемократскиот сојуз на победничките шини. Јас во тоа сум убедена, само доколку се обидеме сите заедно да го исправиме Социјалдемократскиот сојуз пред сериозните предизвици што ги има во рамките на партијата и секако пред предизвиците на нашата земја која што бара брзи чекори напред во периодот кој што следи. Јас од се срце им заблагодарувам на избирачите, односно на нашите членови и симпатизери, кои што денеска го дадоа гласот за сите нас, го дадоа гласот за мене и за мојата програма. Останувам за нив тука, како и секогаш досега. Сакам да им се заблагодарам на сите членови кои што не можеа да го остварат своето право на глас. Тоа е дополнителен предизвик и за партијата, да си го ажурираме членството и да ги направиме достапни овие демократски процеси за сите членови на Социјалдемократскиот сојуз. Сето она што доаѓаше до мене во текот на денешниот ден, по однос на изборниот процес, веќе е соопштено пред Централната изборна комисија и верувам дека ќе биде појдовна основа за сето она на што ставав акцент во мојата програма, а тоа е обединувањето и почитувањето на основните социјалдемократски вредности, слободата, единството, обединувањето и солидарноста. Ке го понудам на новиот председател на Социјалдемократскиот сојуз мојот критички однос, затоа што само така можеме да бидеме посилни, само така можеме да бидеме пообединети и пообјективни во градењето на политиките кои што верувам дека ќе го исправат Социјалдемократскиот сојуз пред многу решенија и секако обединувањето. Мораме да седнеме сите на заедничка маса и да си ги подадеме рацете за да одиме сите сложно напред и да се спротивставиме на се што значи враќање и на Социјалдемократскиот сојуз и на Република Северна Македонија на некои минати времиња. Јас ви благодарам од сет срце. Мојата кандидатура имаше и своевидна символика, 16 дена женски активизам. Се надевам дека придонесов дополнително да ги поттикнам жените, да ги остварат своите политички амбиции, да се борат за своите права и секако да го добијат заслуженото место во политичкиот живот, независно на какви препреки наидуваат на тој
пат кој што го чекорат. Ви благодарам уште еднаш на сите и се гледаме на победничките шини на Социјалдемократскиот сојуз. Благодарам.